Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Во фокусот на оваа емисија ќе биде уметноста во пандемијата. Наши ваш гостин е господинот Љупчо Жупан од Градската галерија Букефал. Добро вечер, господине Жупан. Ви благодарам што прифативте поканата да бидете дел од емисијата Прашалник. Добро вечер. Ви благодарам за поканата. Баш ми е кеф вака да си помуабетиме за нашиот бизнис и нашава бранша и така натаму. Нашиот разговор ќе го започнеме со тоа да ни кажете во каква состојба е уметноста во оваа тешка 2020 година во време на пандемија. Па, ова состојба, како да кажам, на сите не погоди, во смисла да можда во плановите што ги имавме ние зацртано претходната година, не планиравме дека може да дојде ваква состојба која ќе од корен ќе ги помести сите работи. Не само нашава дејност, туку и многу дејности се погодени максимално од ова пандемија, ова криза да речам, што можда на почетокот не бевме свесни дека може да трае толку долго, и во овој момент не сме свесни и за крајот кога би завршила оваа криза. Така да многу дејности, а посебно можам јас повеќе да кажам за мојава дејност, многу колеги со кои што комуницирам и од Балканот и Европа, полека ги правиме плановите малце и подолгорочно, затоа што на краток рок не може ништо да се планира. Во секој случај, нашава дејност е една од најповеќе погодените и заради тоа мислам дека треба малце повеќе, може и понатака да разговараме за оваа тема, дека владата конкретно, а богами и на локално ниво, треба општината да им излезе во пресрет на овие да кажам луѓе кои што се занимаваат со оваа дејност. Не сакам да бидам, како да речам, малициозен, да разговарам само за уметниците од ликовната дејност, туку генерално за уметноста. Тука се и музичарите, и театарските работници, и писателите, и така натака, и така натака. Така, и сами спомнавте, навистина е голема неизвестност владе, никој не го знае крајот на оваа пандемија и не знаеме кога ќе се вратиме во нормален живот. Вие сте, господине Жупан, промотор на голем број уметници од земјава, но и во постојан контакт со нив. Нема никакви настани, значи моментално нема изложби, нема изложби, промоции, нема случувања. Како функционираат уметниците? Творат ли, прават промоции? Уметниците се во една таква состојба, нормално дека оваа состојба не измести сите од колосекот, но уметниците се во една позиција која што и тие и во нормални услови се во, да не речам во наводници, биле како во еден карантин. Стварањето на уметност захтева мир, спокојство и надвор од секојдневните настани. Но кога се однесува за промоцијата на нивната уметност, генерално ова состојба на сите не погоди. Во комуникација со, како што кажав и преска, со колегите од другите земји, секоја земја, знаете вие, дека донесуваат одредени мерки за помош на уметниците. Се надевам дека гледам и овие денови Министерството за култура почнува една програма која што сака да излезе во пресрет на уметниците за да ги некако полесно го превродат овој период. Јас сум сигурен дека ќе најдат некоја формула да излезат во пресрет, затоа што, како што знаете, оваа година скоро сите промоции на изложби се откажани. Тоа ни даде за право да размислуваме на поинаков начин, односно промоциите да одат онлайн. Сето тоа захтеват дополнителни средства, захтеват друг начин на размислување, захтеват друг начин на промоција и едноставно ќе треба малце подолг период за да влеземе сите во еден нов начин на живот. Како што знаете вие, не само образованието, туку и многу работни места се префрлија на онлайн, така да сето тоа захтеват и изработка на одредени платформи, каде што ќе се дешаваат сите тие работи. Конкретно за моја
прават дејност, сите музеи, сите аукцијски куќи, сите поголеми галерии во светот се пласираат на одредени платформи каде што благодарение ето така како да кажам на долгогодишното работење и комуникација со нив успеавме да нашава галерија влезе на една светска платформа каде што имаме можност да вршиме промоција на уметниците од овој регион. Се надевам дека тоа ќе даде резултати на долг рок. Почетокот е многу тежок, захтеват многу влог како од интелектуален, така и финансиски поглед, но како што кажав, мора да се приклучиме на светските текови. Во наш интерес е, не само приватно, во наш интерес е да и сите останати институции од земјава се вклучат во тие светски текови онлайн, на тие светски платформи, за да не заостануваме во однос на другите земји и уметници. Така. Ајде малку околу ликовниот живот. Каков е ликовниот живот? Има ли инспирација кај уметниците и какви дела може да очекуваме? Дали ќе остане запаметена пандемијата и преку ликовни дела за идните генерации? Гледајќи ги, пратејќи ги промоциите и изработката на новите дела кои што излегуваат од ателијата на уметниците, гледам дека тие не се абстрахирани од оваа состојба, туку и во нивните дела гледаме дека има асоциации како и прикажување на нивните емотивни состојби од оваа состојба. Претходната, уствари ова лето имавме и конкретно една изложба од Марина Коцарева, Рани Савлев во музејот Робевци, каде што видовме едноставно краток одек од пролетната ситуација на карантин. Тоа се одрази директно на нејзините дела, се виде разликата на нејзиното размислување од претходните години и од оваа година. Значи, може да очекуваме дека и идните наредните изложби што ќе се дешаваат следната година ќе содржат дел од овој начин на живот, од ова премрежје, како да го кажам. Многу е важно да останат, како да кажам, луѓето присебни во смисла да си продолжат со отварање, затоа што оваа состојба ни прави еден притисок да едноставно сме ограничени во движењето, ограничени сме во размислувањето, ограничени сме во планирањето на идните проекции, така да мора да не само уметниците, туку и ние, како да кажам, од другата фела, како да кажам, луѓе, треба да останеме присебни, разумни и да продолжиме со колку што може нормалниот тек на живот. Не смеме да влеземе во ситуација на депресија, во ситуација на една состојба на безидејност, туку треба да се вратиме малку и да се поврзиме, да се приклучиме кон онај малку, како да кажам, духовен живот. Што значи да се вратиме на читањето книга, да се вратиме на слушање добра музика, да се вратиме малку и оваа состојба малку што не затвори во своите домови, е можда и причина малку повеќе да се свртиме кон себе. Што значи тоа? Својот дом да си го направиме едно убаво катче за живот, да си направиме една добра атмосфера. Во тој поглед, оваа дејност што јас ја промовирам, како да кажам, значи да едноставно ни захтева и душата, што викаме, во домот, што сме повеќе часови во домот, да имаме една пријатна атмосфера, да уживаме во домот и нормално да си дозволиме, може секој да си дозволи, не мора да биде оригинално дело или некој тип на репродукција, да атмосферата дома заличи така на едно убаво место за благосостојба, како да кажем. Така да тие се моменти што секогаш мора да ја гледаме позитивната страна на животот, не? И да гледаме што повеќе да бидеме така во една благосостојба. Така, многу го кажавте.
Да бидеме и креативни и да си направиме да ни е убаво и во ова време невреме. Би сакала да ве прашам каков е интересот на купувачите, на љубителите на уметноста за вредните уметнички дела. Доаѓаат ли посетители во вашата галерија, прашуваат и дали купуваат во ова време невреме? Па како што знаете, од целава состојба наша дејност е многу погодена. Ние во однос на претходните години имаме, како да кажам, помал процент на продажба генерално во смисла на нашата дејност. Не сакам да кажам дека е луксус. Таа е една неминовна потреба, но состојбата на притисок, состојбата на неизвестност за едните периоди, како ќе се движи, доведува до тоа луѓето се малку, како да кажам, во една состојба на стегнатост. Не се релаксирани во тој смисол, но гледајќи ги и пратејќи ги клиентите, дали преку интернет, интересот за уметноста не е прекинат, можда е намален, но не е прекинат. И целава оваа состојба ни бара, ни захтева да сме и ние малце можда поактивни преку онлайн промоцијата, а и да биде една, како да кажам, во еден континуиран ритам, да има континуитет и во стварањето и во нашата, како да кажам, работа на промоција. Јас ги гледам и моите колеги, конкретно и институциите во Скопје, изложби се организираат, но нормално со прифаќање на условите во оваа ковид ситуација, тие изложби не се многу посетени. Нормално, луѓето се чуваат од масовност и заради таа работа целата состојба е малце така на едно пониско ниво, да се изразам, но не е застаната. Во однос на големите уметнички сликари, како да кажам, тие секогаш творат и интересот за нив е секогаш голем. Така да очекувам да и во идниот период си продолжи таа линија. Едноставно сите ќе се префрлиме на таа платформа, друга платформа, нов начин на живот и мораме да го направиме животот да биде што порелаксиран. Кога сме на оваа тема околу купувањето, сакам да прашам колку странците кои што изминативе години ги имавме навистина во огромен број со исклучок на 2020 година, колку тие покажуваа интерес за овие вредни уметнички дела и колку купуваа? Странците конкретно оваа година, нормално и во мојава галерија, како да кажам, може и во сигурно и во кај галериите, кај колегите во градот и другите уметници, мислам дека се осети едно големо намалување, да ви кажам по право. Ние сме свесни за тоа што го работиме повеќе години дека имаме висок квалитет на уметнички дела, конкретно и во Охрид и во Македонија. Значи за квалитетот не се дискутира, квалитетот на уметничките дела е на високо ниво. Клиентелата што доаѓа од странство, има клиентела која што се сака да гледа уметност и луѓе кои што не сакаат уметност. Конкретно за луѓето кои што сакаат уметност се воодушевени од квалитетот на нашите дела и мислам дека на долг рок тоа ќе се врати, како и да е. Ние мора да поработаме во смисла на како град и како држава мора да поработаме да таргетираме повисоко ниво на клиентела да доаѓа во нашите, конкретно во Охрид, затоа што Охрид има една голема енергија и мора да се размислува малце, можда и ова состојба на ковид, сега да излезам од контекст, ова состојба од ковид ќе ни даде малце време да поразмислиме малце и се преструктурираме да Охрид го ставиме на мапата на повисоко квалитетна туристичка понуда, да не биде понуден ефтино, да не ме разберете погрешно, затоа што капацитетот на Охрид захтева високо ниво на клиентела, мислам по интелектуална, значи не треба да се продава Охрид за плажа, да не ми се налутат
извините, овие што работат со плажи, но Охрид бара повисоко ниво на клиентела во смисла на еден културен туризам, на еден подруг квалитет на туризам кој што ќе влече посериозни луѓе кои што ќе сакаат да ја дознаат историјата на градот, која што е многу голема и која што ќе биде попрофитабилна во смисла на подруг тип на понуда, во смисла и на исхрана да се подигне нивото, и на промоција на културните наши атрактивности, и самото тоа и нашава дејност кај што сум јас ќе биде во еден тек со тие понуди. Така да мора за тоа малце по стратешки да се разговара, да се размислува и за идните, како да кажам, планови за промоција на градот мора да се тоа мислам дискутира на повисоко ниво и да се направи многу повеќе за тоа. Така, за жал сите сме свесни дека Охрид поседува многу повисока културна и историска вредност, од она што вие го кажавте, не се само плажите, имаме навистина толку бројни знаменитости и со години зборуваме за овој токму таков културен елитен туризам, но за жал се уште тапкаме во место. Би сакала да ве прашам дали се откажани некои изложби кои што ви беа закажани за 2020 година во странство? Не се откажани, туку тоа што требаше да се направи со физичко присуство, го направивме преку онлайн. Некои, како да кажам, промоции се направија. Конкретно имавме една промоција за сликарот Јордан Манасиевски, имаше една промоција во Рим. Италијанската криза, да речеме еден пресек, пошто сме ето на почетокот на 21 век, изработи една голема светска енциклопедија која што носи наслов големите мајстори на модерната уметност, почнувајќи од Пикасо 1900 година, завршувајќи со современите автори. Во таа енциклопедија чест ни беше што го покана сликарот од Охрид Јордан Манасиевски да биде застапен, затоа што го ставаат во една категорија на сликари кои што ставаат печат милениумски, така да се зезам вековен, што и за следните генерации ќе значи многу. Таа промоција се деси во Рим и очекуваме наредниот период да ни стигнат тие примероци во печатена форма нормално, која што ќе биде доказ и за иднината, како да кажам, на нашето современа уметност. Значи, тоа е една работа. Втора работа е што и другите планови што ги планиравме да бидеме присутни на овие европски уметнички салони, каде што све беше со физичко присуство, како што кажавме претходно, све се префрли онлайн. Значи, откажувања нема, но сите промоции се префрлени на онлайн промоција. Така да, едноставно, целата ова индустрија продолжува да тече, но со видоизменета изглед. Така, токму тоа ми беше следното прашање, но веќе половично и ми го одговоривте, имавте големи успеси, сакав да кажам, со Јордан Манасиевски и промоции големи во странство. Сега велите се тоа се случува онлайн. Ај кажете ни малку околу тоа, какво е чувството кога се случува онлайн? Сигурно има навистина голема разлика, поинаку е кога делата се гледаат во живо, поинаку кога тие се промовираат на мали екрани, на лаптопи и слично. Разликата е голема. Сепак оние лични контакти што ги имавме со историчарите на уметност, критичарите, директорите на музеите, сетата спонтано што се одвиваше на тие уметнички салони и биеналина кај што сме присуствувале, посебно и видувањето на оригиналните дела, едноставно имаше една енергија, поинаква енергија што се осеќаше, не? Сето тоа продолжи да се догаѓа, мислам, во електронска форма, се изгуби малце тој филинг, ипак уметноста е визуелна уметност и мора да се види во живо, сето тоа поинаку изгледа. Морам да кажам дека се изгуби тој филинг, али во очекување да продолжи
после оваа криза очекуваме да продолжат тие настани и да се вратиме во една поинаква нормалност, да се изразам. Да си продолжат тековите затоа што резултатите од нашите напори на тие излегувања, на тие арт-салони се видливи и тоа не може никој да го порекне. Сето тоа што сега се префрливме на онлайн платформа, од една страна малце не како да кажам, не измести од колосек, но од друга страна имаме се зголемија контактите со многу повеќе институции, затоа што сите светски институции дојдоа на тие платформи и се зголемија контактите, се прошируваат контактите и мислам дека во иднина ќе имаме и уште повеќе такви случувања. Колку уметноста го има заслуженото место во медиумите? Треба ли медиумите повеќе да издвојат простор за уметниците? Прашањето ви е баш на место. Во оваа ситуација кога што луѓето се отворени во своите домови и поголем дел од денот го поминуваат и покрај медиумите, мора да бидат и медиумите свесни дека мора да се има и една образовна нишка во целата таа програмска конотација, да се отстапи и поголем дел на промоција не само на ликовната уметност, туку и музичката уметност, да не ги заборавиме и сите тие театарски и други дејности кои што мислам дека се неопходни да бидат присутни секојдневно на вашите програми. Така да овие моменти на криза, ето така ќе ни дадат можда и ќе не доведат до ситуација да се изменат и вашите програмски политики во смисла да се вметнат и културни рубрики и образовни рубрики за помалите деца, бидат запознаени со овој тип на движење, на уметноста и така натаму. Сакав да ве прашам, го зачнавме овој разговор на почетокот околу помошта од државата. Во четвртиот пакет се очекува некаква помош за самостојните уметници и сакав да прашам каков е состојбата во странство? Контактирате со колеги од странство, со пријатели, со луѓе од оваа бранша? Што велат тие таму? Каква помош тие добија таму? Секогаш финансиската помош зависи малце и од силината и стандардот на финансиската моќност на државата. Ако справиме споредба со една, мислам, Германија или Англија, помошта на уметниците е од високо ниво, мислам на високо ниво, затоа што тие се свесни дека уметниците се едни од најголемите промотори на земјите. И не треба во оваа состојба на едноставно на криза да се дозволи уметниците да бидат во состојба на, како да речам, нелагодност, затоа што сите тие активности што ги прават не на себе промоција, туку на промоција на нивното творештво и на промоција на земјата од која што доаѓаат, е функционирало на едно такво ниво што едноставно и проекциите на уметниците биле на тоа високо ниво. Сегашната состојба знам дека е кризна како и за сите дејности, така и за уметноста, но државата мора да застане позади уметниците малце посериозно, да ја пребродат оваа криза. Разликата помеѓу уметниците што живеат во Европска Унија и Македонија е многу голема, да ви кажам по право, и мислам дека комисиите во Министерство за култура ќе работат на тоа барем малку се доближат до нивните критериуми. Затоа што не е мала бројноста на луѓе кои што се занимаваат со творештво и уметност во Македонија. Тоа е категорија на луѓе кои што секогаш биле, како да кажам, не маргинализирани, туку со не толку голема помош од државата, во смисла и на нивните проекти, во смисла и на еднината на нивното отворење. Така. За крај се ближиме кон крајот на нашата емисија. За жал во оваа пандемија почина докторот и уметникот Драган Спасевски. Вие, господин жупан, имавте напишано еден есеј кој што го посветивте, тој беше ваш близок соработник. За крај би сакала да споменеме нешто
во чест негова? Да, за жал, ето така, оваа криза ни го зеде еден од најголемите, како да кажам, уметници, интелекти на овој град. Голема, како да кажам, сме малку и шокирани од таа прерана смрт на доктор Драган Спасевски Охридски. Тој беше еден интелект кој што многу му значеше на градот и кој што можда во едните периоди, организирајќи ги сите тие можда овие активности, ќе осетиме неговата отсутност. Тоа што тој го направи за градот и за Македонија е многу големо и мислам дека во едниот период ќе се види таа големина. Ова 30, да не речем и 40 годишно искуство прво на професионален план, што се вложи во како професионален, мислам, како доктор, хирург, специјалист од највисок калибар, многу почитуван во Костологловна болницата, а понатака и во сферата на хуманитарните дејности. Беше, сите знаеме дека беше голем хуманитарец во смисла на многу проекти и од нашиот Lions клуб Охрид беа промовирани и изработени од негова страна. Тој како проект менаџер на клубот направи многу за проекти за заштита на проекти во смисла на помош на друштвото на слепи и за младите направи многу и најмногу све што успеа да тоа движење хуманитарно го пренесе и надвор од границите на Македонија. Тој како функционер беше представник од Охрид и на многу меѓународни интернационални собири каде што вршеше и промоција на градот. Така да сите тие активности не може да бидат заборавени. Во смисла на неговото творештво ликовно може многу да се зборува. Самото тоа што тој го достигна на високото ниво, остаде за градот еден музеј комплетен со цела инфраструктура. Тоа е како уште една културна точка на градот современа. Кога да не ги заборавиме се нашите културни знаменитости кои што датираат од минатото, но тоа е една културна точка која што може да биде и уште една, како да кажам, важна точка за градот, за идните туристи што ќе доаѓаат, како и да се види едноставно неговиот квалитет и стил на живот. Затоа, мислам, секогаш ќе му бидеме благодарни. Така да може треба да се размислува и во еднина да едноставно како град, како институција, музеот да се едноставно да се вметне во некои идни проекти и неговиот музеј. Ви благодарам, жупан, многу што одвоивте дел од вашето време и бевте дел од ова интервју во емисијата Прашалник. Ви благодарам и вас и се надевам и на едни можда компаративни вака анализи треба да се прават и со други мои колеги, да кажам, и кои што се занимаваат со културата, затоа што градот мора да го издигнеме на повисоко ниво во целина. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Останете во добро здравје. Се гледаме во емисијата Прашалник повторно.